Во студио ја пречекуваме мојата нова гостинка и најавуваме нешто кое што навистина го заслужува нашето внимание, затоа што фестивалот Јаболчиња оваа година го одбележува своето 31-во издание. Викендов ќе се одржи во Титово, меѓутоа дознаваме што се ново подготвиле и што се кријат за тие прекрасни детски рефрени, за кое што дел од виновниците и мојата денешна гостинка, госпоѓа Слободанка Ничевска, која што е текстописец, композитор, но и верен соработник на фестивалот уште од 2019-тата. Слободанка, благодарам за издвоеното време утрово и многу ми е мило што ќе успееме да најавиме дека всушност овој викенд започнува 31-то издание на детскиот фестивал. Добро утро, ви благодарам на поканата. Добро утро посакувам и на гледачите на Македонската радио телевизија. Пред се да ви се заблагодарам за настанов што ќе го снимите со вашата екипа на Македонската радио телевизија. Ни е многу драго и ни е многу мило, посебно затоа што ова снимање ќе продолжи како една традиција да се снима нашиот детски фестивал Јаболчиња, кој се наоѓа во Тетово. Искрено сакам да се заблагодарам и на Министерството за култура и туризам, затоа што верно има поддршка. Ние имаме поддршка од негова страна сите овие години од постоењето на фестивалот, уште од далечната 1996 година. И веќе како што ме прашавте дека фестивалов нешто ново ќе понуди, секоја година тој нуди нешто ново, нешто поразлично. А 31 година, 31-во издание, навистина сериозна бројка, што верувам дека огромна е радоста, меѓутоа паралелно со тоа и одговорноста да секое издание биде уште подобро од претходното и да го задржите тоа ниво за тоа што навистина сработите за најмалите, кои што и тие го препознаваат веќе фестивалот. Точно, значи најголема заслуга за оваа традиција има Никола Димовски Тмница, кој е директор на фестивалот, воедно и композитор на фестивалот. Он со преголема љубов и ентузијазам и посветеност настапува секоја година и затоа се гледа дека 31 година ова продолжува и соработници меѓу кога се појавувале наши познати светски и од македонската естрада имиња познати имаат настапувано на фестивалот, како на пример Магдалена Цветковска, Лазар Цветковски, Владко Лозановски, некога кој испуштам нека ми прости. И Тамара Груевска исто така, значи тоа се дечиња кои биле учесници, сега имаат успешна музичка кариера така. И мене ми е многу драго за оваа соработка што ја имам како прилика од 2019 година и продолжуваме, соработуваме понатаму со Никола Димовски Тмница со цел за да направиме дечињата да се чувствуваат поубаво, покомотно, среќни, задоволни, исполнителни се во своето што го работат и пред се е многу битно што тоа влијае на нивната самодоверба. Фестивалот ќе се одржи во недела на 26 април, така што има за сите родители, баби и дедовци кои што ќе бидат слободни во недела попладне. Каде можат да најдат билети и да дојдат да ве гледаат? Да, оваа недела, 26 април, од 19 часот во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово ќе се одржи 31-то издание на детскиот фестивал Јаболчиња. Влезници има на билетарата во културниот дом. Слободно нека дојдат да ги слушнат овие песнички, затоа што верувам дека има луѓе кои што не знаат дека и фестивалчето се одржува во Тетово, а го знаат дека е Јаболчиња. Ете прекрасна можност да го кажеме тоа пред малите екрани и поканети се сите. Што може да очекуваме на сцената? Колку учесници ќе видиме оваа година и од каде се ни доаѓаат овогодишните Јаболчиња? Секоја година ние нудиме нешто поразлично. Исто така и оваа година. 21 песнички има на фестивалот, меѓу кои ќе имаме една песничка, 3 девојчиња настапуваат, 3 другарки, имаме 2 дуети. Така да ќе биде весело, ќе биде интересно, подготовките за фестивалот се веќе завршени. Генералната проба сега следува во сабота. И интересно е тоа што оваа година имаме водител на фестивалот, нашиот добро познат и одличен актер Борче Начев и театарски глумец исто така со кого јас лично имам и претходно соработка. Меѓутоа еве сега после извесно време се погоди да се сретнеме во едни поинакви околности. Исто така за сјајот и зубавината на настанот има
важна улога дополнително и кореографката, моја колешка, балерина при Националната опера и балет Теце Максимовска. Таа е задолжена за кореографиите на дечињата и така тимски ја сработивме работата успешно и тоа ќе се види во недела баш. Вие сте дел, споменав, од оваа приказна уште од 2019 година, пак како се одвиваше вашата соработка и со организаторите, и ве прашувам од аспект на тоа колку е тешко во денешно време да се напише детска песна, детски рефрен кој што ќе парира всушност на новиот начин на живот и на новите генерации кои што живеат многу поразлично за разлика од претходните. Да, јас имам удел како текстописец, така почнав на овој фестивал од 2019 година. Работата и мојата креативност беше видена од страна на директорот Никола Димовски и добив можност исто да компонирам и да аранжирам песнички. И искрено да ви кажам, тоа мене не ми представува никаква тежина, напротив, со таква љубов ги твориме заедно песничките. Инспирација ми е се што се случува околу мене, затоа што од мала читам книги, пишувам поезија и проза и така натаму, тоа ми е многу лесно, а дополнително во компонирањето и во творењето ми е од голема помош моето искуство како виолинист, што сум во Националната македонската опера и балет, на толку поминати од свирени опери, балети, концерти. Сите тие богати аранжмани од нашите светски познати композитори дополнително влијаат за квалитетното изработување на песничките. Ако може да ни откриете, има ли за веќе овогодинешното издание на Јаболчиња мелодија, песна која што мислите дека ќе се издвои малку повеќе од останатите? Дали имате такви прогнози сега? Имаме неколку што се издвојуваат и секогаш има по неколку што се издвојуваат и многу интересно е што песничките кај сите различно делуваат. Има за некои луѓе фаворит една песничка, друга песничка. Оваа година имаме неколку песнички што се издвојуваат, така ми е кажано од родителите што ги слушаат и тоа се гледа и од дечињата кога пеат на сцена. Меѓутоа тоа не се работи дека се работи за поквалитетно изработена песна, едноставно инспирацијата во моментот била таква, а и самите изведувачи дечињата ја доведуваат во некакво поинакво интерпретацијско ниво песничката и веројатно и затоа и песничката така е прифатена како по-хитовска, да речем. На кој начин се инспирирате? Дали прво доаѓа текстот, па потоа мелодијата или во секоја приказка различно започнува процесот на создавање песни? Да, различно. Јас сум инспирирана постојано. Тоа мене не ми представува никаков проблем и некогаш кога има потреба пишувам само текст, некогаш мелодија, а многу често тоа го правам паралелно, што значи за мене е сеедно. 3 децени постоење, споменавме голема љубовта кон детскиот фестивал пред се, меѓутоа и одговорноста што и организаторите и соработниците како вас ја имате, така што е она што сакате да влезе кај децата како една навика, без разлика дали се на сцена или се во публика, навиките кои што се создаваат од најрана возраст за пред се домашна музика и наша сцена. Видете вака. Јас сум сепак многу помлада од директорот и од него имам уште многу да учам и гледам колку тој стрпливо работи со децата и кога треба да има дисциплина, он знае кога како да постапи спрема нив. Пред се тоа е многу битен момент што децата ги учиме на ред и поредок дека треба да знаат како да се однесуваат на сцена, тоа е првиот мотив. Друго нешто што е исто така многу битно, што овој настан прави децата да имаат самодоверба, да се представат на сцената, затоа што сите ние знаеме какво е чувството на сцена, секој детенце има 2 до 3 минути да на настап, имаат трема, напнати се и така натаму, меѓутоа уживаат и нас ни е најголема радост кога ги гледаме со жар во очињата, со сјај како настапуваат, се стискаат од радост и тоа е, мислам, најголемото богатство кај дечињата и дополнително нешто што е многу битно и што сакам да го истакнам овде, сме имале ситуации што дечиња многу сакале да пеат, а имаат некоја говорна мана во изговорот, што не е нели страшно, меѓутоа ги знаат да ги искомплексира дечињата. Ние сме им дозволили на тие дечиња да пеат. Они пресрекни кога ќе го слушнат својот глас позади таква песничка со такви зборови и дополнително се мотивираат и пред настапот они доаѓаат и да преснимат и они имаат невиден напредок во нивното изговарање, затоа што овој фестивал исто е битно да спомнам дека не е со надпреварувачки карактер, шанса е дадена на секое детенце. Колку и родителите имаат клучна улога во создавањето на
децата токму на овие навики? Имаат многу голема клучна улога. Ние до сега имаме соработка со многу разбрани родители. Има ситуации кога има и преамбициозни родители кои сакаат, они имаат замисла детенцето нивно со што да настапи, каков наслов и песна. Не дека тоа секогаш така треба, меѓутоа треба да ги испочитуваме и нив. Секој родител си има визија за своето детенце и на крајот на криштата и они уживаат во сето тоа, затоа што они ги поддржуваат, ги туркаат во сите тие води, им даваат на децата шанса, што е вистина и ретко кое детенце може да ја добие да настапува. Децата се дефинитивно наискрени и оттаму ве прашувам дали имаат строги критериуми оние деца кои што седат во публика за да ги прифатат новите песнички, па и да се пеат меѓу нивните генерации. Да, децата имаат строги критериуми затоа што сме сведоци на едно дигитално време кое ни нуди секакви содржини и исто тоа се случува и од дечињата кои настапуваат пред да си побараат песничка, они знаат да кажат сакам побрза, побавна, сакам ваков текст да отпеам и тоа е многу интересно затоа што ние ги исполнуваме желбите на дечињата, што мислам дека и е како појава и реткост. Не знам како се работи на другите фестивали, меѓутоа конкретно за нас сакам да кажам дека секој детенце си ја пее својата замислена желба. И до сега секогаш наидуваме на позитивни критики од публиката и од дечињата и затоа ќе се организираат и репризи кои ќе се одржат во Јунитек на 1 и на 3 јуни во Македонски Брод и во Гостивар. Тоа е нашиот доказ за публиката дека повторно бара да се враќаме на истите места. Слободанка, бројни се деновите до недела, до 31-то издание на фестивалот. Како течат овие последни подготовки? Се подготвуваат ли децата и за генералните проби? И за крај на денешниот разговор да потсетиме дека се случува 26 април, но и една порака до гледачите зошто треба да дојдат и да го посетат фестивалот. Да, подготовките како што спомнав и претходно се завршени веќе, само не очекува утрешната генерална проба во домот во Центарот за култура Илиоантески смок во Тетово. Во недела од 19 часот поканети се сите да дојдат кои се во можност во Тетово да го проследат фестивалот и пораката е иста како и во песничката за сите вас мили дечиња, така да повелете да го посетите нашиот прекрасен фестивал Јаболчиња.